Карбинци конечно го реши проблемот со собирањето на смет во општината. По пат на донации и кофинансирање е обезбедено ново комунално возило, кое во наредниот период ќе биде ставено во функција и на околу 700 жители во потплачковичките села, кои досега мака мачеа со депонирањето на отпадот што го создаваат. Дека ќе бидат опфатени веќе во следна фаза и плачковичките или подплачковичките населени места, со тоа што претходно немаше можност да бидат опфатени во собирањето и депонирањето на комунален отпад. Ние како Министерство за локална самоуправа и во иднина, заедно со нашите странски донатори, ќе продолжиме да работиме на раст и развој на локалните самоуправи. Практично и како влада сме насочени кон ова со објавување на јавниот повик преку кој што доделуваме 100 милиони евра за инфраструктурни капитални проекти кои што ќе се инвестираат исклучиво во рамките на локалните самоуправи. Веќе знаете дека за следната година предвидуваме нови 250 милиони евра. Набавката на возилото е дел од проектот за јакнување на општинските совети. 30% од средствата ги обезбеди општината, а останатите се финансирани од UNDP и швајцарската влада. Швајцарија од секогаш била високо децентрализирана држава. Ние сметаме дека демократијата започнува на локално ниво, каде што граѓаните работат, соработуваат со локалните власти и токму е тоа што овој проект го постигнува, односно интересите на граѓаните се земаат во предвид во носењето на одлуките од страна на општината. Министерот Перински ги повика и останатите градоначалници да се вклучат во програмите со кои преку странски донатори може да се зајакнат капацитетите на општините, со што ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните.